Латино дивата Дженифер Лопес не потсети зошто ги сакаме нејзините смели модни избори, но и зошто со децении се смета за една од најголемите модни икони и најстилски дами на светската јавна сцена. Во спектакуларен моден аутфит таа се појави на снимањето на емисијата во живо со Кели и Марк и веднаш стана центар на вниманието на сите медиуми. А нејзиниот моден избор за оваа пригода испрати порака по ко знае кој пат дека е полна со самодоверба и дека навистина е меѓу дамите кои знаат да презентираат необични креации. Елегантна, жива, дамска, достоинствена, гламурозна, шик. Сето ова ја прави оваа комбинација доминантна, а J Lo вистинска дама со стил. Познатата пејачка, танчарка и актерка се одлучи за впечатливо меди издолниште со висок струк со заводлив шлиц. На задната страна бела блуза со долги ракави и широк крој со јака и црни елегантни чевли со вртоглава подпетица, кој ги искомбинира со црна шапка и црни очила за сонце. За да додаде малку повеќе живост на оваа волшебна комбинација, таа носеше црвена чанта во раката која идеално одговараше на боженственото рачно изработено здолниште. Шон Диди Комс се обидува да ја искористи најсилната можна врска за да избегне затвор. Имено, американскиот претседател Доналд Трамп открил дека познатиот рапер побарал претседателско помилување, пишува Лос Анџелес Таймс. Трамп ги споделил информациите со новинарите во Белата куќа, потврдувајќи дека добил конкретно барање во врска со Комс. Јас го викам Пав Деди, тој ме замоли за помилување, изјавил претседателот. Според извори, тимот на Диди контактирал со Белата куќа веднаш откако раперот бил осуден на 50 месеци затвор минатиот петок. Се вели дека барањето го поднело лице многу блиско до Диди, кој разговарало со функционер на Белата куќа со директен пристап до Трамп. Претседателот не прецизирал за време на разговорот со новинарите дали ќе го одобри барањето на Диди, оставајќи ја својата одлука отворена засега. Джифуни Македонија 2025 е повеќе од фестивал, тоа е место каде младите се слушаат, се охрабруваат и се учат дека нивниот глас има тежина. И тоа е нешто што останува и по последната проекција. Над 400 млади од 8 земји изминатиот викенд во кинотеката ИМКЦ со филмови, работилници и искрени разговори за животот, уметноста и иднината го одбележаа 13-тото поред издание на фестивалот за млади Джифуни Македонија. Повеќе од 400 учесници од Македонија, Италија, Данска, Швајцарија, Србија, Црнагора, Косово и Романија добија шанса да зборуваат, создаваат и растат преку филмот. Фестивалот се одвиваше на две локации во кинотеката каде што работат јуниорите и во Младинскиот културен центар каде кадетите и сениорите се дел од интерактивна програма со проекции, работилници, средби со филмски професионалци и креативни разговори. Ретроспективната изложба Кога водата ќе секне, со која уметницата Верица Ковачевска ќе одбележи 20 години творештво, ќе биде отворена во четврток во Чифте Амам во старата Скопска чаршија. Куратор на изложбата е доктор Ана Франговска, кустос советник во Националната галерија. Според Франговска, изложбата е ретроспективно продуцирана целина по повод 20 години творештво на Ковачевска и опфаќа 8 мултимедијални инсталации, видео, звук, просторни поставки, цртежи и партиципативни формати, распределени низ поединечните простории на Чифте Амам. Водата е поставена како централна метафора и наративна нишка низ изложбата како знак на живот и обновување, но и на исчезнување, меморија и загуба. Делата отвораат прашања за архитектонското наследство, урбаните трансформации, колективното сеќавање и екологијата на просторот, испреплетувајќи ги личните наративи со општествените контексти, вели Франговска.